Македонски медиа сервис mms.mk. Изминатата недела беше потпишан договор за рехабилитација на SCADA системот, системот за алармирање и системот за оскултација на јавното предпријатие Хидросистем Злетовица. Средствата се обезбедени од Министерството за земјоделство, кој учествува со 60%, а остатокот е од Словенечкиот центар за меѓународна соработка и развој. Веде директорот на Злетовица Љупчо Благоевски на свеченоста на потпишувањето на овој договор. Рече дека надградбата на системите е неопходност по 12 години работа и технолошки промени. Потпишувањето на овој договор веќе не е само центарот SCADA, системот SCADA, туку има три системи. Системи за оскултација, системот за тревожење и алармирање и SCADA системот. Ова значи дека подобро менаџирање и управување со сите ресурси кои ги има Злетовица. Знаете дека SCADA ни е за мониторинг, наблюдување и управување на сите наши системи. Системот е изграден пред 10 на 12 години, сега следува рехабилитација, покажа одредени слабости со текот на времето, технологијата идеше напред и затоа мораше да настане оваа рехабилитација. Благоевски најави и втора апликација до Центарот за меѓународна соработка и развој, која се однесува на изградбата на хидроцентралата Б на локалитетот Темелен испуст. Рехабилитацијата на системот што ќе го изведе компанијата Искра системи почнува веднаш по потпишувањето на договорот, што според професорот на ФЕИТ Миле Станковски ќе помогне во управување на системот од страна на инженерите, а од друга страна ќе биде и помош за менаџирање на раководството на целиот систем. Е предвидена ревитализација на системот на хидросистемот Злетовица, генерално SCADA системот за оскултација, кој што значи дека после 12 на години од пуштањето во работа, кога системот се пушти, беше еден од најсовремените системи во тоа време. Меѓутоа, напредокот на технолошките решенија и на самата технологија, бидејќи во основа се компјутерските системи во SCADA системот, и знаеме дека тие за одредено време застаруваат, се доаѓаат нови решенија, дојде моментот кога треба да се направи ревитализација и некои од системите да бидат заменети со нови системи и со нови технолошки решенија. Со ова ќе се унапреди самиот систем, ќе биде пофункционален и ќе има многу подобри решенија во самото функционирање и во менаџирањето на системот. Според планираното, ревитализацијата на системите се очекува да трае неколку месеци, односно од 3 до 6 месеци, и негде после нова година системот да функционира комплетно реновиран како нов. Македонски медиа сервис mms.mk.